Американците се многу големи кифли да си ги убиваат председателите, кандидатите за председатели, борци за човекови права, за права на разни малцински заедници. Ова почнало нели од атентатот на Абрахам Линколн, па веројатно трае се до денес и ќе трае кој знае ше колку. Веројатно преломна точка во американската историја и во поглед на нивната политика пред се надворешна беше атентатот на председател Кенеди 63-та година. Во истата декада следеа 2-3 исто важни атентати плюс. Тоа беше атентатот на водачот на црнечката заедница, пречесниот Мартин Лутер Кинг, а веднаш по него и братот на Кенеди во тоа време, кандидат за председател во председателската кампања и најверојатно ќе победеше на таа кампања да не беше убиен неколку дена пред изборите Роберт Боби Кенеди. Последната во низата, или потоа следеа атентати, обиди за атентати на Џон Форд и на Рейган и на Буш, мада тие беа, на Реган беше видлив атентатот, додека на овие биле тоа спречени обиди, како што се случува обично за кој што не дознава јавноста или не дознава веднаш, дознава после години. Но последниот во низата е, така ќе го кажам, ајде, обидот за атентат на Доналд Трамп, практично на Дончо Трамп, затоа што неговиот дедо Дончо практично е од Ресенско, од Раништа, мислам, или од Струшко, за Раништа, кај беше. Да. Така што од тука му е името, нели, Доналд. Ова колку да знаеме ние македонците. Нешто слично кој со приказната на Ноле, наш Новак, нели, дедо му, кој што ја и лично го познавав, Новица, беше од село Новаци. Исто играше тенис, само со мадината. Баба му на Ноле, Нованка, Новаковска од село Новак, западна Македонија. Така да, очигледно имаме многу овие познати личности што се македонци. Но, друго ми беше зборот, обидот за атентат, ќе го наречам така, затоа што нема уште. Тоест има официјална потврда, е пукано, но дали е тоа, луѓето вика, некоја режија штела или е можеби навистина обид, вистинска смисла на збор да се убие председателскиот кандидат Доналд Трамп. Ќе кажам 2 или 3 работи врска со тоа. Значи, зошто постои можност дека е режим? Прво, практично е невозможно после 11 септември 2001 со сите оние нови регулативи на обезбедување на високи големи личности што ги воведе Америка, не само на стратешки објекти, практично е невозможно сам човек да дојде во таа близина на тој периметар од кандидатот за председател Доналд Трамп, па уште да го видат луѓе како се качува минута или 2 на тоа кровот, па уште да го видат како се мести и никој да не изреагира, е навистина малку наивно да се верува во тоа. Втора работа, тоа и би можело некако да се протне, нели, низ филтрите на разумот, доколку некој намерно го оставил да се качи и да се намести убаво и да пука. Но трета работа која што се коси на овие две, на оваа вторава, поправо е, ако некој го наместил да пука,
сигурно не могло да биде особен стрелец. Второ, сигурно ќе знаел да пука многу подобро што пукаше овој. И трета работа, кој се прави таков атентат од тој тип на високи важни личности, обично се избираат 2, 3 или повеќе стрелци и се става објектот, т.е. целта се става во еден вид на вкрстен оган, од кај што нема шанси, ни 1 промил, ни 0,1 промил нема шанси да се спаси. Затоа мене малце повеќе ми оди цела оваа работа на ајде мала режија да кажеме, пиар, но не ја исклучува можноста, да не мислите дека јас сум сега нешто тоа сигурен, не ја исклучува можноста и на вистина да било обид за атентат, но во тој случај, како што знаете, овој што се обидел да го прави атентатот е наводно убиен на кровот. Знаете, секогаш ја верувам у тоа, овој свет е создаден од многу случајности и не секогаш работите што се одвиваат во светот се дел или последица на некој заговор. Едноставно, ние луѓето ние само мислиме дека имаме контрола над сите нешто на овој свет, уствари немаме таа контрола. И токму затоа светот дозволува случајности, значи постои можност, пак ќе кажам, вистина да бил некој осаменик, кој што X лични причини и мотиви успел некако во таа гужва да избегне на прстените на обезбедување на Трамп и да се качи на таа амбар, што било тоа штала, поиме немам што било. Но пак ќе кажам, тоа во овие околности, кога се работи за таков начин, за такви високи личности, за такво обезбедување, особено по 2001-11 септември што се случи на американците, ја мислам дека практично е невозможно вооружен човек, особено со пушка, на тоа обезбедување, на тој периметар, близок до жртвата, до целта, да се качи на тој амбар. И за крај само ќе кажам што ова, луѓето не знаат, кој е немал искуства со такви воени работи. Значи, извонредно е тешко да се изведе атентат со пушка на висока личност. Извонредно е тешко, извонредно е ризично, дури ако имаш снајперски нишан или оптички нишан. И затоа обично ваквите атентати практично се подготвувани од одредени тајни служби, кај што се врвни професионалци вклучени во обезбедување на местото, локацијата кај што ќе се изврши атентатот, проверка на локацијата, зошто беше таа локација, кое време точно денот, кој момент, ако се работи за колона, ако се работи за говорник, некој ако се работи за ова, како, на кој начин и како што кажав, за таа работа, затоа се бираат најдобрите од најдобрите, значи крем од кремот во тие служби кои што го организираат и се директни учесници во изведбата на атентатот, дали логистика, дали оние кои што пукаат. И најчесто тие што пукаат никогаш не е еден. Тоа се после приказни за јавноста, за мали деца, како што беше во случаите на Кенеди, на Мартин Лутер Кинг, на Роберт Боби Кенеди, потоа и на Реган, дека наводно после тие намерно тие тајни служби ги вадат тие податоци за јавноста, наводно тоа е некој осаменик, так, кој што од X причини пукал во својот председател затоа што не верувал во неговата политика или му бил љут заради некои негови политики и така натаму. Тоа се веќе битички бити, поречиња кои што ги вадат тајните служби за да ја смират јавноста и нормално да се покријат себе си, да направат еден добар cover-up на своите тајни активности. И затоа овие приказни се многу слични една на друга и затоа во врска со овие атентати никогаш на видео не излегува целата димензија на настанот. Значи сите факти не се покриени, сите сведоштва не се покриени, што значи има многу дупки во интерпретацијата на тие настани. Впрочем, ако сакате убиецот, водниот убиец, Ли Харви Освалд на Џон Кенеди, беше исто убиен кога го изнесува од полициската станица, наводно од лудиот
ситен мафијаш, го заборев сега името како му беше, кој што му бил киве на Кенеди за неговата наводно про-кастровска политика, про-руска, про-комунистичка и решил да пука да го казни својот председател, мислам еден најобичен макро крадец, доушник на мафијата или соработник на мафијата, што е смешно, мислам, самата приказна беше смешна, но тие се генерално приказните што се вртат околу вакви работи, кога тајните служби сакаат да ги покријат вистинските наредбодавачи и извршители на нив. Се надевам дека малце осветлив некои работи во врска со она што му се случи вчера на Трамп. Посакувам нели брзо да закрепне, да оздрави и нормално му посакувам и да победи на изборите и веројатно да се обиде макар за трошка, за јота да ја спаси погубната американска политика, особено на порешната и на некој начин да ја врати, ако може, на некој по-нормален пат американската држава и незината политика во иднина. Натре и надвор се гледаме.